Дојран го добива својот прв филмски фестивал. Престојниот викенд од 5 до 7 август на брегот на Дојранското езеро за прв пат ќе се одржи филмскиот фестивал преку езерото. Иницијативата замислена од филмскиот режисер и продуцент Јани Бојаджи треба да прерасне во етаблиран фестивал на балкански и медитерански филм, во кој се разработуваат теми кои го карактеризираат духот на Медитеранот, културата, уметноста и традицијата на медитеранските земји. Дојран филм фестивал, како фестивал на медитеранскиот филм, има и за идеја да ги собере преку езерото луѓето со слободен дух, луѓето кои меѓу себе ќе ги споделат вредностите на културата, уметноста, посебно на филмот како популарна уметност, филмот како уметност кој зборува со свој јазик, кој сите го разбираат и во суштина, освен тоа што би требало да биде фестивал на филмот, идејата е да биде и фестивал на слободата, односно фестивал кој ќе ги премине границите преку езерото. Ова година фестивалот се одржува за прв пат. Филмскиот фестивал свечено ќе го отвори хрватскиот филм Марко на режисерот Марко Шантик. Емотивна драма за семејството кое останува без својот единствен син. Во официјалната селекција ќе бидат прикажани 9 филмови од Грција, Турција, Египет, Хрватска, Србија, Црнагора и Италија. Боите на Македонија ќе ги брани авторката Ангела Димеска со 14-минутното дело Перики, сторија за адолесцент кој се уште ја истражува сопствената сексуалност. Меѓународното жури кое ќе ги оценува филмовите во официјалната селекција е составено од истакнатиот грчки режисер Василис Мазоменос, продуцентот Гоце Кралевски и сценаристката Ева Камчевска. Во ревијалната програма ќе бидат прикажани 3 долгометражни филмови. Во склоп на фестивалот ќе се одржи и мастерклас на тема Трагањето на сценаристите по вистинското значење на темата во нивните сценарија. Мастеркласот ќе го води докажаниот скрипт консултант од Англија Џон Стивенс. Освен седмата уметност која ќе биде во фокусот на филмскиот фестивал, настанот ќе биде проследен со дополнителна програма која ќе треба да обезбеди целосно музичко и гастрономско доживување.